Во малите средини, каде секој знае се за секого, стравот од стигма, стравот од тоа што ќе кажат другите за она што ни се случува, па до недостиг од правилен и навремен институционален одговор, се дел од проблемите со кои што се соочуваат жените и девојчињата жртви на семејно насилство. Во оваа емисија ние зборуваме со Стојне Митева, психолог и гешталт терапевт, која всушност е и раководителка на Шелтер центарот за згрижување жени жртви на семејно насилство во Струмица, како и нивните малолетни деца, и со неа ќе се обидеме да поразговараме токму на овие теми: проблемите, стигмата, недостатокот на навремен институционален одговор, но и можните начини за превентивно делување и спречување на ширење на оваа, би рекла, девијантна појава во општеството. Се разбира дека еден од најголемите предизвици секогаш е кога да се пријави, како да се пријави, каде да се пријави. На овие теми се надеваме дека ќе добиеме одговор од Стојне. Благодарам пред се што прифативте да поразговараме на оваа толку чувствителна тема. Ви благодарам и вам за поканата. Воедно, секако во склопот на 16 дена кампањите како треба да се зборува на оваа тема, иако не сум поборник само во одредени кампањски денови да се зборува, затоа што семејното насилство не е секојдневие. И бидејќи зборуваме за семејното насилство, а особено сме фокусирани на тоа како се справуваат жените и девојчињата во помалите, па и во руралните средини, може ли да кажеме дека постои или да направиме профил на жртва на семејно насилство, или тоа е невозможно? Многу е лошо кога се обидуваме да направиме профил на жртва на семејно насилство, затоа што жртвата на семејно насилство може да биде од најнизок социјален ранг па до највисоките социјални достигнувања на една жена која што може да биде жртва на семејно насилство, од една неука жена, народски кажано, па се до жена која што постигнала многу во својата професија, се истакнала во општеството, има своја позиција и така натаму. Така што навистина нема да биде фер кон ниту една жена, кон ниту една девојка која што ќе треба ние да ја окарактеризираме дека само таа категорија на жени или на девојчиња можат и се жртви на семејно насилство. Постојат ли одредени модели на однесување или пак некакви семејни динамики кои што секогаш се како пропратен дел од семејното насилство? Токму така, менталитетот кој што ние го живееме тука како општество е можеби еден од најголемите тригери кои што нашите жени и девојки се соочуваат кога станува збор до моментот на прикривањето на семејното насилство, за да остане дома, да остане тајна, да не не слушнат комшиите, да не разберат нели пријателите, за да го зачуваме мирот, да ја зачуваме сликата на едно семејство и онаа емоционална неписменост која што имаме дека не може нам тоа да ни се случи. Значи, ние не смееме да дозволиме да бидеме жртви на семејно насилство. Така некако нашите баби и мајки ги воспитуваат се уште, за жал. Навистина ми е жал, но тоа е фактот дека треба да најдеш компромис, жената е таа која што треба да го бара компромисот, жената е таа која што мора да биде столбот на семејството, да најде баланс, да најде секогаш за се компромис, се со цел да не исплива на површината дека таа е било каква жртва на семејно насилство. Најчесто таквите модели се психичкото насилство кој што многу ретко институциите не ги препознаваат како насилство, а е можеби уште поголем процентот и од физичкото насилство. Со што се соочува жената? Дали всушност играат голема улога токму тие стигми од кои што се плашат кога треба да се пријави семејното насилство во малата средина? Праксата која што 6 години го работиме Шелтер центарот, а паралелно и советувалиштето за жртви на семејно насилство, жена жртва на семејно насилство од помала средина, не мора да биде рурална средина, помал град. Тригерот се случува во многу голем процент од случаите кога решава да пријави
семено насилство, да побара некаква поддршка, дали е тоа од полиција, дали од пријатели, дали од центрите за социјална работа или директно во здруженијата кои што работат за заштита на жртви на семено насилство се децата. Кога децата ќе почнат да ја освестуваат мајката дека не е нормално тоа што се случува, дека не е нормално дека и тие живеат во таква една средина, тогаш жената собира храброст и пријавува. Децата се тие кои што некако ја туркаат приказната, затоа што сведоци сме дека нашите деца веќе растат во едно друго време. Со едни други информации, со едни други едукации, со една друга свест и стануваат посвесни што се случува и дека не е здраво нивната мајка да биде жртва на семено насилство, а тие да бидат сведоци при тоа неми. А дали игра и пресудна улога? Токму тоа што ќе речат другите за ова што мене ми се случува? Да, и тоа е, затоа што кажав дека тоа си го носи менталитетот. Срамот, понижувањето, јавната осуда, веќе донесениот суд од околината, од комшиите, од пријателите, од роднините, секој носи свој суд од негова гледна точка, не познавајќи, нели, секогаш велам дека листот има две страни, има една и друга страна. Луѓето ја гледаат само едната страна, постои друга страна, но меѓутоа и недовербата во институциите. Нашите институции сметам дека да, започнаа да се движат нанапред, започнаа некако да бидат сензибилни кога станува збор за жртва на семено насилство, но сепак постои голем процент институционален, каде што кога жртвата ќе пристигне во институцијата и побара поддршка и помош, прво нешто што се соочува е со бирократската бариера. Почнуваат, поднеси барања за ова, таму отиди, сега ова барање отиди да ти го заверат таму, оди барањето да ти го архивираат, или во некои од полициските станици, не сите. Значи, овдека морам да кажам дека исклучувам полициска станица Струмица, затоа што навистина се експедитивни во тој дел, но постојат полициски станици каде што си заземаат за право луѓето кои што се вработени во полициските станици да носат нивни суд. Па што си барала таму, па зошто ти го направи ова, тие веќе и носат суд на жената. И тука завршува приказната. И се повторно повлекува жената. Зборуваме за мали средини и за рурални средини и овој регион во кој што вие најмногу функционирате има токму такви тимови во институциите, мали со мал број на луѓе. Им недостигаат ли ресурси и капацитети за справување со семејното насилство и правилен одговор на истото, или тоа зависи од место до место? Вака, јас моје видување по на кое што навистина сме имале можност да работиме со повеќе полициски станици, со повеќе центри за социјална работа од Македонија, со повеќе јавни обвинителства. Јас сметам дека сепак на крајот на денот ние треба да бидеме луѓе. Затоа што семејното насилство не е некаков институционален проблем кој што ние ќе го решаваме по некаков PS, нели? По некакви протоколи, да, ние работиме по протоколи, но вие имате човечка судбина тука. И вие, ако не направите тим во вашата институција со кој што вие ќе ги сензибилизирате тие луѓе, или пак ќе ги издвоите, нели, за да работат на прв план со жртвите, тогаш не сме направиле ништо. Дали ќе тоа полициска станица, дали ќе е центри за социјална работа. Не можете вие да очекувате од луѓе кои што апсолутно немаат никаков сензибилитет што таа жена преживува, во каква состојба е дојдена, да не ја понудите вода, да не ја понудите храна, да не ја смирите, да ја дадете час до 2 часа за да ја смирите, страстта да ја смирите, за да ви ја објасни ситуацијата. Вие не можете да почнете да вадите листови и да барате од незе да ви потполнува барања, да ви потполнува формулари, па да ја препракате не знам каде, не знам што. Така што сметам дека ако се сака да се работи и ако се сака да се постигне, да се стигне до вистината на жртвата и незината приказна, треба на вистина да бидат сензибилни. Какви психолошки последици најчесто забележувате кај жртвите на семејно насилство?
Најсилната болна страна кај секоја жртва која што поминала низ семејното насилство, а при тоа е излегла од насилната средина, е комплетно ниската самодоверба. Безнадежност, стравот од иднината, стравот од несигурност, стравот од финансиските независности, стравот за безбедноста на незините деца. Тоа е една голема плејада за која што, верувајте, како психосоцијален тим кој што работи со жртвите во шелтер центарот, понекогаш е многу малку време за да ние успееме во периодот, во зависност од колку и се додели 3 или 6 месеци, да успееме сукцесивно да работиме дел по дел, да вратиме самодоверба, да ја вратиме можноста да размислува за финансиската независност која што можеби ќе ја понуди општеството, за стабилноста на незините деца, за стабилноста на незината работа, па дури ако сакате за општото здравје на жртвата. Еден процес кој што бара многу време, многу трпение, за кое што навистина сум среќна затоа што успеваме некако да ги стабилизираме жените и да ги извадиме на некаков прав пат. Оти многу често знам да кажам дека ние шелтерот го работиме не е само кров да им дадеме над главата, не е само да ги нахраниме, не е само на тие 3 месеца или 6 месеца да им обезбедиме заштита, безбедност. Тука се безбедни. Што понатаму, ние мора од тука да ја извадиме и похрабра, и посилна, и самоуверена, и поздрава, и посреќна. Кои се најчестите причини поради кои што жртвите се двоумат да го пријават насилството? Вака, јас не би сакала сега разговорот да го насочам на една друга насока, но некако сметам дека треба да се продискутира за таа тема. Да, Струмичкиот шелтер центар важи за најголемиот шелтер центар, но за жал ние работиме само со еден тим, еден психолог и еден социјален работник. Не истргнувајќи ги секако луѓето кои што работат и се навистина поддршка, затоа што понекогаш жената која што е жртва и е сместена во шелтер центарот ќе добие, не знам, некаква поинаква перспектива и дури една негователка или еден проект координатор да и приде и да зборува со нејзе. Во шелтер центарот во Струмица се случувало да доаѓаат и по 9 и по 12 жени во исто време. Тој еден тим не може да работи. Ние се соочуваме со еден таков проблем. Вие колку и да сакате посветено да работите со една жена, 9 жени во исто време вие не можете да ги оправате. При тоа живеат заедно. Вие кога не сте таму како тим, тие зборуваат пак за семејното насилство. Да, со колешката се тешиме дека им е еден вид групна терапија, но понекогаш настанува таква една збунка за која што сметам дека треба државата, сите и општините да поведат сметка дека таму треба луѓе кои што ќе потпратнат тие жени. Не можете да ги оставите вие неделно 2 пати да се среќавате со таа жена, а вие и сте потребни секој ден на таа жена. А се 9 во исто време. Или 5, или 4, без разлика, Проблемот е проблем, секој е тежок на индивидуален начин. Кога некоја жртва ќе се одлучи да го пријави насилството, кој е првиот чекор што треба да го направи? Видете, ако е физичкото насилство, секогаш се реагира до полициска станица, затоа што тогаш е најбрза интервенцијата. По протокол, според законските прописи кои што се пропишани, доколку станува збор за жртва на семејно насилство, а при тоа има и малолетни деца, тогаш веднаш се вклучуваат и центрите за социјална работа, затоа што надлежност на полицијата да работи со малолетни лица немаат, ги повикуваат и центрите за социјална работа. И кога како тим ќе се процени и се направи првичната проценка за безбедноста по здравјето и животот и на жртвата и на децата, и се заклучи дека жртвата не е безбедна да остане во насилната средина, тогаш не алармираат нас. Овдека не ја исклучувам и здравствените установи, кои што го имаат телефонскиот број на шелтер центарот и многу често знаат да се јават на прва, да побараат поддршка од нас, да пријават дека
кај нив на преглед се појавила жртва на семејно насилство која што бара да биде анонимна. Има страф ако пријави во полиција дека ситуацијата би ескалирала. Секако дека станува збор за безбедносниот аспект, но суптилно секако ние мораме да пријавиме и во полициска станица, затоа што не можете вие без да пријавите во ниту една институција да ја земате и да ја сместите жртвата во шелтер центарот. Подолг период работите со жртви на семејно насилство. Може ли да издвоите некои примери на солидарност и на поддршка од заедницата? Така кажам, кога е физичко насилство, е видливо. И тогаш реагираат и комши, и пријатели, и родини, и знаат да пријават директно. Во најмала рака да добијат првични насоки како понатаму да се следи процесот за жртвата да се извлече од насилната средина и да се пристапи кон понатамошна постапка за безбедно сместување, ако е потребно сместување и така натаму. За оние кои што со високи ризици и семејството стои позади нив, затоа што ние имаме жртви на семејно насилство каде што семејството нема да се откаже од жената. Пример, родителите нема да се откажат од нивната ќерка и нивните внуци. Но меѓутоа ризиците се толку многу големи што ниту полицијата, ниту центрите за социјална работа кои ќе направат проценките за безбедност нема да дозволат жртвата и децата да останат пример во домот на незините родители, затоа што тогаш повлекувате дополнителни проблеми. Тогаш ставате во ризик безбедности на други луѓе. Тогаш се извлекува жртвата и се носи во безбедностна куќа, во шелтер центарот. Но постои, за жал, пак ќе кажам, пак идеме на онаа стара приказна. Менталитетот. Си бираше, си гледаше. Овдека нема место за тебе. Бидејќи ова е навистина чувствителна работа и носи свој емоционален товар, како вие се носите со него како психолог кој што секојдневно е во контакт со жени кои што минуваат низ лични трауми и насилство? Знае да како шелтер центарот работи 6 години и на почетокот некако можеби премногу ентузијастички влеговме во приказната на шелтер центарот и премногу некако како и да не направивме дистинција што е професионалното, што е личното, што е женската природа, што е хуманоста, некако се испреплеткавме. Толку многу сочувствувавме со жените и толку многу лично ги прифативме и ги сваќавме работите, буквално живеевме со нивните приказни, буквално дома си ги носевме приказните. Да, ние сите сме луѓе на крајот на денот и треба да си помагаме и личните контакти да ги користиме, но ние веќе почнавме во еден момент да ги злоупотребуваме. Лично зборувам за себе, се случи еден таков бърнаут, да буквално мислев дека апсолутно ништо веќе не можам да направам. Дека јас не сум мокна да им помогнам на тие жени. Но меѓутоа се најдоа луѓе, се најдоа супервизори кои што успеа да ми помогнат да ја направам дистинцијата до каде јас сум како психологот, до каде јас треба да бидам хуманитарецот и до каде треба јас да бидам жената која што како кон жена, кон деца, кои што доаѓаат тука се соочуваат навистина со човечка судбина која што ниту една жена низ овие 6 години, тоа се 90-ти судбини, не се повтори, не се секоја приказна е сама за себе. И некако успеавме да се стабилизираме, затоа што на крајот на денот можеби ние не правиме правилен процес на жената. Ние само сочувствуваме, нели? И остануваме на сочувство и се даваме природно самите, нели? Не се секира сега јас ке те водам. Не е проблемот вие да ја водите. Да ја земете за рака и да однесете и на болница, да ја однесете низ институции и така натаму. Проблемот е вие да ја зајакнете за да може таа да продолжи. Да ги завршат тие 6 месеци од кај вас. Вие нема да сте тука присутни. Така да успеавме да ги избалансираме, но пак ќе кажам, ни требаат тимови, ни требаат стручни луѓе и што е многу жално во Македонија кружи приказната дека стручните соработници, психолози и социјални работници
немаат интерес да работат со жртвите на семејно насилство. За жал, оваа приказна е констатирана од повеќе колеги со кои што работат на истата проблематика, затоа што работата е навистина специфична и бара многу енергија. Што би им порачале на жените кои што во моментов трпат насилство, а можеби еве ја гледаат оваа емисија, за да го пријават и да го прекинат циклусот на насилство? Знаете како, од самиот почеток кога почнавме да го работиме семејното насилство, секогаш се водев од една водилка дека секоја жена е доволно свесна дека е жртва на семејно насилство. Е доволно знае дека е жртва на семејно насилство, но нема храброст. Милиони прашања се отвараат во главата. Каде ќе одам, од што ќе живеам, како ќе екзистирам, кој ќе ми ги рани децата, како ќе го плаќам станот, со оваа мала плата, не работа. Милион прашања, но верувајте, ако во моментот ја донесе одлуката дека треба да стави крај на насилството, зборувам за екстремно насилство, нели? Никогаш не сум била прво човек кој што вели не, ти мораш да излезеш од таму, ти мораш да ставиш крај на овој брак, не. Секогаш постои алтернатива, нели? Затоа што имаме различни типови на насилство. И ние не смееме да гледаме на нешто така готово, ако тебе сега еве те навредиле, ти си жртвата на семејно насилство, готово, крај се разведуваш, ние те носиме во шелтер, значи не. Никогаш не сум ги гледала нешто така и е така по дефиниција, нели? Но меѓутоа, кога самата ќе биде свесна дека постои некаков вид на насилство, нека ги побара. Во Македонија има многу невладини организации кои што работат право советодавно, да ја дадат насоки на жената како понатаму. И секако, ако покажат проценките за ризиците за безбедноста за жртвата и за децата, тогаш веќе можеме да зборуваме ние како систем за да ја извадиме од насилната средина, за да не би го ризикувале животот на жената. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам.